Почитувани граѓани, има причина зошто владата не организира помпезни прослави, музички настани, долги пресконференции и панел дискусии на кои се фали за успесите во своите евроинтеграции. Владата јавно покажа дека фронтот за ЕУ е лажен фронт. Очигледно е дека во евроинтеграциите поголем проблем стана корупцијата и нефункционалниот систем од билатералните проблеми кои ги има Македонија. Владата е лично одговорна за лошите оценки. Адресата за тоа кој е одговорен за немањето напредок е најлинденска. Залудно Османи се крие зад опозицијата. Залудно Маричич го прозива ВМРО-ДПМН. СДСМ и ДУИ се оние кои пред 5 години ветија реформа на јавната администрација и нови закони и до денеска не реализираа. И денес јавната администрација е попартизирана, кронизирана, полна со непотизам, партиски избрани членови, завработени, и денеска јавната администрација нема нови закони за висок раководен менеджмент, нема закони за управување со јавната администрација, воопшто нема желба за реформи во јавната администрација. СДСМ и ДУИ бираат членови на судскиот совет кои потоа бизарно беа разрешувани. Извештајот јасно покажува дека нема прогрес во правосудството. А потоа извештајот ги набројува оставките на високите функционери во судскиот совет, голем дел предложени од СДСМ. Извештајот ги нотира и обидот за отстранување на камерите од состаноците на судскиот совет и контроверзното разрешување на екс-председателката на советот. СДСМ и ДУИ се оние кои го донесоа и зголемија бројот на закони предложени со европско знаменце. Сега повеќе од 50% од законите во собранието се по скратена постапка. За прв пат извештајот јасно ги набројува законите со кои се злоупотребува европското законодавство. Извештајот вели дека владата злоупотребувала со носењето на законите, односно измените на законите за работни односи, експроприација, урбанистичко планирање, градежништво и автопати кои треба да се градат, се со цел да им се помогне на конзорциумот Бехтел и Енка, како потек, цитирам, во спротивност со делови од правната рамка и со меѓународните обврски на државата. СДСМ и ДУИ преку ноќ го променија кривичниот законник за да застарат десетици предмети на висока корупција. Затоа извештајот вели дека нема прогрес во борбата со корупцијата. Јасен извештајот. Цитирам: корупцијата останува распространета во многу области и е загрижувачко прашање. Почитувани граѓани, ова е извештај за стагнација. Зборот стагнација или нема напредок е најзастапениот збор во извештајот. Извештајот, за жал, постојано оперира со зборовите се присутна корупција, контроверзни одлуки, мешање на властите во судството, застарување на предмети со промена на закони, нема напредок, нема волја, нема ресурси и така натаму. Затоа потребни се промени. Со посветена, искрена, честна и напорна работа, работите можеме да ги промениме. ВМРО-ДПМН ќе понуди реформи и решенија кои ќе значат напредок и успех. Благодарам.